моја идеја и генерално ние што се работувавме ова ние малите, колку што може малите од различни млади да дискутираат гласно за промените, за тоа што им пречи. И сега ме прашувам разберете, дали знаете точно што се случува во држава, без никој ништо да ви каже, може лесно да заклучите што се дешава, нема никаква манипулација и многу лесно може да видите низ пропагандите што се пласираат и од СДС и од ВМРО. Зборам за популистичките пропаганди дека кандидат со политика секад ние го правиме ова заобрат на младите. Младинска политика, младинска. Значи јас мислам дека тој е дел од пропагандата, се заслушаш. Не постои младинска политика за млади. Тоа е политика за стари. Туку они викаат како ние да ги влечеме младите. А ќе пишеме политика за млади, не може да така. Што мене нас тоа не иритира немањето правда, општествена правда. Немањето на етички односи, морални кои што сме ние научени, сме изградиле карактер основа тие. Точно. Ти се говориш, а младите не се доволни за тоа што имаат ниски плати. Да, борете тоа, да, ама ја можам да се изборам со моето образование да имам поголема плата. Проблемот е што можноста за да стигнем јас да се изборам со тоа, ја нямам. Да. Тоа е тоа што нас ни пречи генерално, што ние можностите тука имаме толку многу капацитет. Што јас имам другарија генерално сум влегол во дебати со странски младинци. Знаеш дека никако младина генерално во Македонија имаме многу голем капацитет да се пробиеме надвор покрај конкуренцијата од другите држави. Значи ние млади што стварно не го колаборираме, ние па се шегуваме. Ние стварно имаме, и веќе кога вас двајца ви кажувам дека сум бил во контакт со многу млади, што дорам надвор од државиве. Имаме многу поголема капацитет, елоквентност и начин на размислување како да стигнеме до решенијата, да го детектираме проблемот и плюс да напредуваме побрзо, него што тие младици напредуват. Ние тука сме научени на маце потешка како да напредуваме, побрзо се адаптираме. Кога го излагаме надвор, ние стикаваме една по лабава атмосфера за напредок. Значи многу полесно знаеме како точно каде што да се случуваат работите, затоа што ододе сме научени дека не дека Македонија нема кадри, Македонија има кадри, меѓутоа тие кадри не ги користи правилно, не сака да ги користи. Затоа што ги користела правилно, целата политичка естрада, да ја наречеме, сцена, моментално нема да биде така. Значи ќе било многу други личности, ќе било по-концизни дебати, ќе било по-суштински дебати, нема да биде дневна политика дали денес Заев отиде со Мерцедесот или отиде со или Груевски отиде со Молчари. Дали Личковски носеше, дали Царовска ношела 300 евра шал или не знам Гордана Синявски играла танц. Дали ние како млади генерално збориме можеме да дискутираме дека од политичарите ние не очекуваме да бидат јавни личности. Добро, да. Очекуваме они да бидат на ниво на нивната задача, да бидат општествено одговорни. Или се кратки црти да бидат политичари за тоа што се наменети и што се поставени. Дали као у политичките партии во Македонија, дело што е многу е лошо што не можеме да направиме дистинкција во политиката без партиите. Да, не може. Не, тоа ќе правам малку дистинкција, што сакам да кажеме политичките партии младите, што со Македонија, тоест одолжно ден за младите во тие политички партии е повеќе како фан клуб, наместо нешто авторитет може да има со тоа. Буквално фан клуб за таа партија за да може да ги моделираат за подоцна да бидат исти кои нив. Не да дадат некоја муки за своите воли и своите идеи младите да ги представат и едноставно се безмокни. Немаме можност кога се напредува, нема шансите, од старите нема волја да се работело со нас, така да Што? затоа убаво што кажеш за странство. Затоа е многу изразо странство кај што туѓето исторно помнило од своето не те замарало. Имаше име на мој другарка, за 4 месеци излезе во странство. Тука е широк денер, меѓутоа, вика, брат, Борис, тука не можам да, не знам, значи како да просперирам. Особено направам контакти надвор, 4 месеци. За 4 месеци, ако ти кажам дека во таа организација кај што влезе, успеа да ги поврзе сите држави што се скандинавски држави, генерално младинци и генерално низ Европа, и она стана председател на таа организација за 4 месеци. А пред 4 месеци беше никој ништо. И она вика, Борис, многу полесно се напредува напред, затоа што надвор има слух, таму те запатуваат и пишува. Има некој дечко ќе те примерат и овој дечко мора да го искористи. Или оваа девојка.
Упорно и малите меѓу себе, меѓу народните младински организации меѓу себе се поддржуваат. Има еден вид на анимозитет, туку има конкуренција, здрава, лојална конкуренција, каде што ти седуваме, дебатираме и одиме на суштинска дебата. Ако ти мене ме победиш, јас не сте викам, брат, овој никога више не опуште на камера, никад више тоа не викаме. Чека, тогаш ќе сложувам, ајде да пробаме со тој аспект и да најдеме вид на решение како можеме ние да стигнеме до НЗС, каде што можеме тоа што сме победили, да видиме дали може да се спроведе и да го спроведеме. А не да биде спроведено, например, што мене медитира во законот за марихуана исхрана. Ја немам ништо против легализацијата на марихуана, меѓутоа против начинот на тоа како политички се исполитизира цела ситуација. Да. Затоа што не беше намерата да биде легализацијата да биде врз основа да контролира еден човек, тоа да го контролира тој човек што не треба да го контролира. Монопол, ќе сега да направи. Да, и затоа они ќе се обидуваат да го легализираат се, за да разберемо патот, да разберемо профит. Значи, ако се легализира, да се легализира како што се прави од другите држави, не да го преш. Да е контролирано убаво растона, кој што треба да си има на кои места да си заземеш и да не кој што вика таа прескајца се лоши. А за да биде тоа, за да биде тоа, мора да има владење на правото. Да, ама нема Мора да да биде, тоа зборам за објективно владење на правото. Не зборам ја за тој да не владе, за тој да владе. Или како беше со Рачиново и Струмица, не имаше едно пренес на марихуана. Да. Не знам, тука има некоја да си бизнис делка изгледа, не знам зашто. Тоа што го украла станица? Да. Панеле 500.000 евра се додаде, ај ќе ги дадеме од државен пари. Тоа 500.000 евра за Рачиново. Бомбо. Деньги за релиф фондови за COVID-19. Да. Они украде 4 се тепаме тука се. Дај ќе од држава. Да, испокри, па тоа нема, глупи се луѓе, нема на примета, живе. Да. Не огледаат тоа, него никој ништо. Тој тој што ќе знак гледа, ќе му кажа не може се зуцна нешто утре. Да. И работа не ништо, ќе бидеш готов. Да. Затоа ние како политички младенци, јас сметам, а и публиков тоа веќе го зборуваме, го констатирам, знаеме точно што се дешава. Збориме што ние на прашалниците имавме и 16 годишни девојчиња и младенци што збореа како знаат се. Значи они точно викаат тоа не може да се смени ништо. Вака кога се постави работи, не може да се смени ништо. Нормално, ние мора да се бориме како млади луѓе, не смееме да се откажуваме од битката. Воопшто не треба. Меѓутоа мора да имаме платформа, таква платформа сакаме да биде ние младите, колку што можеме да биде универзално тоа, за да не биде дека јас ако сум бил еден од главните иницијатори, дека јас треба да бидам тој што ја продолжува каузата. Да, сите треба да ја вклучени во тоа. Да, точно, сите треба да се идеи што имаме и се што ги слушаат ова, кога има било каква идеја, има било каква замисла, сака да си кажат нешто слободно, нека ни сконтактираат, или ако има нешто против нас генерално, против твоите стави, моите стави, можеме да гледаме, да ги дискутираме, нема ние да ги јадеме, брати. Тоа е поентата да се дискутира, за демонтира кој што тоа не го каже. Да, тоа е слободата на говорот, тоа е убавината. Тоа е па слободно на говор. Жал ми е да не следно да е проект како аналогија што како дрво падне во шумата, дали прави звук или не. И многу ми е жал лошо не се земе ова кај што ние да збориме за продуктивни стави, да збориме за стави што се корисни, ако никој не ја слушаме крај што тоа ќе биде многу жал. Да.